Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони, Бети и Треновски. Почитувани, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Вечерва во студио, заедно со нас, ке ни се придружи господја Дафина Стојановска, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН, член на извршниот комитет и заменик координатор на пратеничката група. Таа е личност која никогаш не бега од тешки теми, не калкулира со зборовите и секогаш зборува јасно и директно. Во вечерашното интервју со Стојановска ќе разговараме за најактуелните и најгорливите теми од македонската политичка сцена, почитувани, теми што не засегаат сите без разлика каде се наоѓаме. Ќе зборуваме отворено, директно и без калкулации. Ке започнеме со најзагрижувачките случувања, подметнати пожари, хибридни закани, организирани групи и институции под притисок. Вечерва ќе дознаеме дали се работи за координирана акција за дестабилизација, дали државата знае како да се справи со новите безбедносни предизвици. Што навистина се случува за сцената, дали институциите само гаснат или самите горат во политичкиот оган. Од господја Стојановска ќе побараме да ни открие што стои зад серијата пожари, дали се обични инциденти или нешто многу подлабоко од тоа. Во текот на разговорот со Стојановска ќе отвориме и други теми, а еве дел од нив. Нови етничко-политички поделби, левица како самостоен играч или скриен сојузник, како левица и ДУИ се борат за доминација, како се менуваат политичките сили во Тетово, Гостивар и Струга и какви се последиците за стабилноста. Со Стојановска ќе се обидеме да расветлиме како албанските гласачи се наоѓаат меѓу две огнени страни, каде левица се обидува да го распадне традиционалниот антимакедонски фронт, а ДУИ го користи сето средство и сите средства за задржување на влијанието. Почитувани, ова не е се. Со господја Стојановска ќе разговараме и за една чувствителна, но клучна тема – независни листи. Дали тие навистина представуваат демократски исчекор или се само уште еден облик на политичко инженерство? Со господја Стојановска ќе анализираме сложеноста на уставните и законските импликации. ДИК отвора врата, Уставниот суд ја чува, а парламентот молчи. Како ова ќе го промени изборниот пејсаж и што тоа значи за демократските процеси? Апасиев против сите, политика, театар или нешто трето, обвинувања за паравојска, кеш пари, политички криминал, настапи како на театар. Дали станува збор за сериозен судир или само предизборна представа? Господја Стојановска ќе ни помогне да разјаснеме дали говорницата во собранието се користи за шоу или за нападите се крие нешто подлабоко. Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве минути ќе разговараме со нашата гостинка Дафина Стојановска, која секогаш директно, отворено и без калкулации ја зборува вистината. Вечерва ќе слушнете за се она што на други места не се зборува. Вечерва ќе го слушнете гласно се она што другите го премолчуваат. Со Стојановска ќе побараме одговори на прашања што произлегуваат од најжешките теми, од пожари до паравојски, од резолуции до оставки. Вечерва нема избегнување на клучните прашања. Стојановска е подготвена за директен судир со вистината. Во време на обвинувања, напади и шпекулации, со нас вечерва ќе биде господја Дафина Стојановска, една од најгласните пратенички на ВМРО ДПМН во собранието. Стојановска вечерва ја има таа чест да седи во жешката фотелја на вистината. Останете со нас и бидете дел од разговорот што менува се. Останете со нас и следете го разговорот што може да ја промени сликата за реалноста. Во овие моменти преку видеолинк ја покануваме господја Дафина Стојановска да ни се придружи во студиото на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Ако е така, господја Стојановска, добро утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро од сончева Македонија, дали се слушаме? Одлично ве слушаме, повелете. Ева се вечер, добра вечер за сите што не следат. Како што успеав да прочитам во пораките, изгледа некој има роден ден, па еве ја откака да го честам. Да, колегата Јон. И долго да ја одржувате оваа емисија во етерот.
Без вас не можеме. Добро ви утро од мене, господја Стојановска. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана да бидете заедно со нас и со сите наши гледачи и слушатели и секако низ разговор да се обидеме да анализираме барем дел од она што се случуваше во Македонија во последнава недела дена. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите нив и секако доколку има прашања од гледачите и слушателите, а не се опфатени од наша страна, ќе ви видат ставени на екранот и прочитани и доколку сметате дека треба да им одговорите, можете слободно да го направите тоа. Секако. Господја Стојановска, првата тема која ја отвораме вечерва е една од најосетливите. Тоа е темата за подметнување пожари на депонии и во индустријски зони во Скопје, што предизвика и политички судири и јавна загриженост. Премиерот Мицкоски тврдеше дека се работи за намерна дестабилизација од центри на моќ, додека од СДСМ велат дека тоа се манипулации на власта. Господја Стојановска, како што реков, премиерот тврдеше дека пожарите се резултат на организирано подметнување од центри на моќ со политичка заднина. Вие, како дел од високите структури на ВМРО ДПМН, дали располагате со конкретни докази кои ги подкрепуваат овие тврдења и дали сметате дека државните институции, особено МВР, реагираат доволно брзо и координирано на вакви сериозни безбедносни закани и дали овие случувања со пожариве можеме да ги сместиме во хибридни закани? Да, како што ете и вие сте запознаени, во Македонија изминативе 20 на дена се случува навистина страшни пожари на повеќе места. Мислам дека во текот на една недела на 4 места беа разгорени, би рекла, или поттикнати пожари, што мислам дека и најголемиот лаик не би можел да го процени ова дека беше случајност. Во однос на деталите кои што ме прашувате дали ги имам, јас би оставила тоа да го сработи до крај Министерството за внатрешни работи, после што се надевам дека би следувало и некој предмет кој што треба да се испрати до или кривична пријава до обвинителството и секако на крајот би се чекала реакција од обвинителството. Инаку знаете за оној најголемиот пожар во Трубарево дека веќе има приведени, но по однос на реакцијата мислам дека ако проценките беа дека можеби 10 дена се потребни да се справиме со пожарот, тоа се случи за речиси 30 часа, што навистина би рекла дека реакциите беа одлични институционално, но сепак мора будни да бидеме, бидејќи навистина за да се потврди дали некој намерно ги поттикнува пожарите, дали се работи за хибридни напади или слично, тоа треба да го направат институциите, но секако целта доколку некој ја има да не најде неподготвен или генерално сметам дека најголемата цел е Скопје, бидејќи во Скопје нели се сите централни збиднувања и тука е најголемиот тест колку институциите се подготвени да реагираат или не, но засега еве како што кажа во текот на една недела беа разгорени 4 пожари, тоа не беше само Трубарево, беше и Вардариште и Дрисла. Институционално добро се справивме како власт во текот на цело лето. Сите расположливи средства ги ставивме во кондиција, бидејќи знаевме дека изминатата власт добар дел од она со што Македонија располагаше за справување со пожарите, го имаше, би рекла, така жаргонски кажано, оставено таму некаде во магацините, неупотребливо, без никакви годишни сервиси или слично. Знаете колку пинцгауери ги ставивме во употреба и не само овие пожари, туку и сите кои што се случија во текот на летото, со сите добро се справивме институционално, но мора да бидеме подготвени на се, бидејќи навистина целта на овие криминалци со кои што ние успеавме да се справиме во текот на последните парламентарни избори е секако да не одговараат за криминалот. Се собираат доста податоци, многу досија се трпаат со докази, така да
очекуваме борбата на овие криминалци да биде жестока, за нели целта нивна е да не одговараат. За сега уште судовите остана и обвинителството тие кои што се уште продолжуваат да работат како до сега, како што велеше Али Ахмети, но за жал гледаат дека нема попуштање и можеби ова е уште еден нивни очаен обид да пробаат власта да ја разнишаат или да ја разнишаат довербата кај населението или да поттикнат страф и несигурност, но мислам дека со сето тоа сме подготвени да се справиме, впрочем како што еве и докажавме со овие 4 пожари во текот на само една недела. Господја Стојановска, кога премиерот зборува за центри на моќ, на што точно мисли? Дали станува збор за политички структури, бизнис или интереси или нешто сосема друго? Па се разбира ова прашање можеби најдобро би го одговорил премиерот, но познавајќи го како личност, кога тој во јавноста ќе излезе со некоја вест, јас сум убедена дека располага со доволно податоци за да излезе така во јавност, но како што кажав да оставиме тоа сето институционално да се разреши, но она што засега го знаеме, гледате во Македонија се случуваат повторно афери со прислушкување, со следење на опозиција во време на минатата власт, но сето тоа јас повторно би потенцирала да оставиме институционално да се разреши и никако да не дозволиме да остане во некоја фиока од колективната меморија и само да се зборува дека тогаш и тогаш изби таков скандал, а без никаква разрешница, бидејќи изминатите предходни 7 години кога со оваа држава владеа ДУИ и СДСМ, навистина беше така, немаше одговорност, дури се дрзна и кривичниот закон да го изменат во нивна полза, така да тоа време е завршено, ни секој ден со секој нов ден тоа се повеќе им станува јасно и затоа велам она што премиерот го кажува во јавноста, верувам дека има покритие позади тоа, но да оставиме институционална разрешница конечно да се случи во Македонија. Како гледате на тоа што градоначалничката Даниела Арсовска и советниците од Левица и ДУИ ги немаше никаде на терен за да видат што се случува, наспроти советниците од ВМРО и ДПМН и коалицијата кои што беа на улиците? Па тоа е таа нивна негрижа, тоа не се случуваше само сега за време на овие катастрофи кои што му се случуваа на Скопје, туку во изминатите цели 4 мандат на градоначалничката, која што нели стана градоначалничка со наша поддршка. Затоа и премиерот призна дека е наша грешка, бидејќи по неполна година незино владење ние расчистивме со неа, бидејќи навистина видовме дека најмалку е свесна за она што е одговорност како градоначалник и ете гледате преостанатиот дел од владењето како и помина. Јас мислам полош градоначалник Скопје немало за време на изминативе 30 и неколку години, но ете сега веќе имаме еден навистина добар кандидат за градоначалник на Скопје, кој што мислам дека ќе се обиде ова да остане минато и никогаш повеќе да не му се повтори на Скопје. Инаку во однос на прашањето како споредба да направам, значи во време кога на пример ВМРО ДПМН е било опозиција, се случувале вакви немили настани, ние секогаш прво сме излегувале на терен да видиме што можеме како опозиција вон институционално да помогнеме, а никогаш не сме се обидувале прво да собираме политички поени градени врз несреќа на луѓе кои што со таа несреќа биле засегнати, за разлика од овие кои што не само никаде ги нема, туку се тука само да се ситат на некоја несреќа, да соберат политички поен, да ја критикуваат актуелната власт, а воопшто не превземајќи никаква одговорност за тоа дека добар дел од она што сега се случува на државата институционално, како вина го имаат и тие, бидејќи ги политизираа институциите, ги пренатрупаа со неработници, со несовесни вработени, така да ова е резултат на едно цело долгогодишно или би рекла долгодецениско неодговорно однесување кон државата и кон институциите, но да ВМРО ДПМН, како што многу пати имаме кажани, свесни бевме што ќе начекаме, видовме дека начекавме и повеќе од тоа што го очекувавме, односно полошо, но подготвени сме да се справиме со се. Некои ќе речат помина известно време, па гледам не велат година и неколку месеци, туку може би бројката им е поголема, па ќе кажат 16 месеци. А ако се вратиме наназад, мислам дека за 16 месеци многу повеќе е направено во оваа држава, отколку тие за 7 години што уништија.
Така да има време, ќе видат, ќе дочекаат како оваа власт знае да се справи со сите проблеми, без разлика дали некој намирно ги предизвикува или се случуваат, како што кажав, заради тоа што имавме институционален крах на назад децении. Според премиерот и ВМРО ДПМН, пожарите имаат политичка позадина со цел да се внесе страв кај граѓаните пред изборите. Од друга страна, СДСМ тврди дека станува збор за политичка конструкција и манипулација. Дали институциите постапуваат доволно транспарентно и може ли јавноста да очекува темелна истрага или се ќе остане на политички обвинувања без судска разрешница? Токму заради тоа, затоа што се свесни дека ќе следува темелна истрага, која што може би е во тек за одредени случаи, и токму затоа вака панично реагираат и наместо да земат да се подготват за одбрана или било каков некој начин да кажат зошто така постапувале, тие гледате како се однесуваат и впрочем, ако изанализираме наназад се ова што се случуваше, зашто ние како ВМРО ДПМН јавно кажуваме дека се сомневаме дека е организиран хибриден напад, еве и да не е така, пак ќе кажам некој лаик само да ги изанализира работите, основното прашање е кој од ова има чар? Дали ВМРО ДПМН како власт или овие политички штеточини кои што се на сцената и кои што кога ги нарекуваме глодари се лутат, но само глодарите вака се жестат кога има некаде несреќа или да речам во животинскиот свет кога ќе видат леш и веднаш му се стрчуваат да го дораскинат. Но и за нив има лек. Господја Стојановска, доколку се потврди дека станува збор за намерни действија со политичка позадина, дали ВМРО ДПМН ќе иницира конкретни законски измени, например, заострување на казните за екотероризам или политички саботажи, и ако да, кога и како ќе се случи тоа? Па да, ако следевте веќе во теков на оваа недела која што изминува, веќе започнува викендот, премиерот најави, ние сме веќе во разговори да видиме доколку е можно да направиме една измена на законите во делот на намерно предизвикување на пожари и оштетување на државен имот, би рекла, бидејќи дрвата се една природно богатство на секоја држава, така да зборувавме и со координаторот и со премиерот да можеме, доколку е тоа изводливо итно да направиме една измена на тој закон и овие дела да се квалификуваат. Јас не знам, тоа експертите секако треба да се изјаснат. Според мене можеби тероризам е немала, не толку строга квалификација за ваквото дело, бидејќи навистина мора да се испрати една силна порака до овие кои што мислат дека можат се да прават, а за ништо да не одговараат. И впрочем и немилиот настан кој што ни се случи во Кочани во март оваа година, исто така како законодавен дом и како пратеници на власта, ние веднаш по брза постапка направивме измени во законот во оној делот за употреба на пиротехнички средства, бидејќи тие беа основната причина поради која што се случи пожарот, така да и сега сме во преговори да се консултираме и со експерти и да видиме, подготвени сме во било кое време да заседаваме и да направиме едни вакви измени за да испратиме порака дека ова повеќе не смее да се случува, бидејќи кажав, политичките поени ги собираат за сметка на нешто кое што се случува и е штета буквално на сите граѓани. Ова е навистина незамисливо, но реално во Македонија во овие денови. Господја Стојановска, според ВМРО ДПМН настапот на левица во Тетово, Гостивар и Струга за време на овие локални избори е свесна игра за разнебитување на анти-ДУИ фронтот. Дали ова стратегија ја гледате како дел од поширок договор за кулисите или како несвесен потек на партија што сака да биде фактор, но всушност и служи на ДУИ? И ако е така, кои се конкретните механизми на таа гума за спасување, што ја спомена премиерот Мицковски, за кого всушност работи левица? Па, левица би ги квалификувала како една организација или партија која што буквално обслужува на подобро платена понуда. За нив веќе се во таа фаза, воопшто и не е битно кој од другата страна кој што им ја нуди
цената биден им е износот. Што поголема понуда, толку подобра услуга. За жал, сервилни се кон сите, и кон СДСМ, и кон ДУИ. Не се сеќавам дека биле, не паметам дека биле вака жестоки и гласни против, бидејќи тие беа во парламентот и претходниот мандат, но да, сега се најгласни кога се работи за ВМРО ДПМН и да, познати се како одработувачи за извесен износ, обелоденети се, колку би направиле штета не знам, но да, дефинитивно му прават услуга на ДУИ, тие ништо бесплатно не прават, се наплатуваат, тоа јавно го кажа на една седница во времето и Зоран Заев, дека ги платил за да одработат за нив, односно да намалат од контото на ВМРО ДПМН, така мислејќи дека ќе му помогнат на СДСМ, тогаш знаете не се случи СДСМ да помогне, но ете шарените револуционери, тогаш добро платени сите успеа да урнат власта на ВМРО ДПМН и сега нели во Оча или во Лакомштина за пари, сега одработуваат буквално во овие општини, во една таква живеам и јас во Гостивар, па велат се прават дека се големи македонци, дека кандидирале македонци во општини каде што убаво кажа премиерот пред некој ден, нема ни теоретски шанси, барем знаејќи го гласачкото тело во Македонија, да некогаш барем во скоро време етнички македонец стане градоначалник и да, тие се големи македонци во вакви средини, но во средините од каде што, например, буквално и потекнуваат, например, лидерот на Левица од Велес или координаторот на пратеничката група на Левица од Штип, таму немаат кандидати, што е апсолутно јасно дека одработуваат во насока да ги расипнат, да ги расплинат гласовите кои што се антидуи расположени. Во оваа држава антидуи нема расположение само кај македонците, има кај албанците, но делот кај македонците овие така ќе го раситнат за да нели на некој начин успеат да му фрлат гума за спасување на Дуи, тоа го направи Арбен Таравари, еве значи со кого е сојузник и Левица, а нели во јавноста покажувајќи се за големи патриоти и не знам што, во суштина нив очите им светнуваат не само кога се на некои субстанци, туку очите им светнуваат и кога ќе добијат понуда и како што кажа, веќе не им е битно кој ми ја дава понудата, туку кој ќе понуди поголем износ за да го сработат она што мислат, но мислам дека се прочитана книга во парламентот, гледате како се однесуваат, тие се само за пропаганден дел на почетокот на собраниските седници да се појават пред камерите, а потоа никаде ги нема, така и во овој случај. Антидуи расположението е најсилно токму во општините каде што Левица настапува. Како гледате на капацитетот на граѓаните таму, особено етничките албанци, да препознаат оваа наводна тактика? Верувате ли дека тие ќе гласаат прагматично за опозицијата или ќе бидат заведени од нови, наизглед антисистемски алтернативи? Па јас сметам дека во добар дел веќе е созрено и гласачкото тело во албанскиот дел на Македонија, така да после толку долгогодишно или 2 децениско искуство на учество на Дуи во власта и во владењето со оваа држава, добар дел од албанците мислам дека се свесни дека Дуи нема никаков интерес, како што нели покажува нешто слично на Левица, едно зборува, друго прави, бидејќи за 2 децении резултат на владењето или на учеството во власта на Дуи е се поголемо иселување на албанците, особено во овие средини е забележливо или најмногу забележливо отсуството на албанците или нивното иселување, подеднакво се празнат училниците во училиштата и со албанци и со македонци, тоа е резултат на владењето на Дуи. Ако некој сака да се продолжи како до сега или како до април 2024, тогаш слободно нека ги поддржи Дуи. Нивната немоќ, впрочем, се види и со тоа што нели направи една широка коалиција која што ја представуваа дека се најсилна албанска политичка партија, бидејќи нели на последните избори тие во нивната коалиција зедоа со нив и роми, и турци, и бошњаци, а од друга страна обвинувајќи ја коалицијата Влен дека биле против албанците. Напротив, јас сметам дека, а тоа е докажано во постојаното живење, дека владењето на Дуи е најголем штетник за албанците, а буквално и за сите останати кои што живееме во Македонија, бидејќи нивното владење ќе биде запаметено
по договорени тендери, по купување по багателни цени на локали во центарот на Скопје, на трговски центри и по какви се уште не криминали, така да кој смета дека треба Македонија да продолжи во тој правец, можеби нека си го направи изборот, но не сметам дека на Дуи можат да му помогнат и Таравари и Левица, бидејќи е Дуи во слободен пат. Со последните избори ВМРО-ДПМН им кажа каде им е местото и конечно ете ги гледаме повеќе од година во опозиција. Недобро се справуваат, би можела да речем, но тоа е и нивна работа. Доколку останат такви со истата матрица, со истите луѓе, сметам дека ништо не можат да очекуваат, па дури ни со помошта на Таравари и на Левица. Во изминатите години видовме дека албанските гласачи се повеќе бараат отчетност и внатре во етничкиот блок. Дали сметате дека овој момент е клучен за таа промена или Левица и Дуи ќе успеат да ја неутрализираат оваа тенденција? Не сметам, како што кажав и во одговорот на претходното прашање, не сметам дека Левица има таа моќ со тоа што еве се нуди или класично гледаме како се обидува да им помогне. Едноставно изборот, впрочем, на оние лица кои што ги пропагираат за големи македонци кандидати за градоначалници, во конкретно во мојата општина и во останатите се едни тотални анонимуси, не само во политичкото окружување, туку и општо во општеството, во средините, во градовите каде што живеат, така да само уште еден неуспешен обид на Левица ќе биде ова, но да секако добро платен, знаат тие само од кого. Дали ВМРО-ДПМН има активна стратегија за комуникација со албанските гласачи во овие општини или таа задача се остава на партиите од коалицијата? Апсолутно, ние имаме во секојдневна комуникација сме јас конкретно како народен пратеник, буквално со сите и мои сограѓани, но и секој кој што на пример ми се обратил и побарал средба без разлика на етничка припадност, впрочем во средината каде што живеам тоа е наше секојдневие, така да апсолутно немаме проблем, ниту пречка, ниту некакви политички калкулации правиме со тоа со кого би седнале да разговараме за подобра и поуспешна Македонија, буквално за сите граѓани, бидејќи кажав, она што Дуи го имаше можност повеќе од 20 години, го преточи само во лични богатења и сметам дека секој здраворазумен албанец, секој млад албанец кој што знае со помош на социјални мрежи и на она што интернетот ни го дозволува да види како останатите земји живеат, како останатите млади живеат по светот, сметам дека најмалку треба изборот да му биде Дуи на овие избори, бидејќи Дуи останува истото, со истите луѓе, со истата матрица, но да, можеби некоја нова шминка прави со помош на Таравари и Левица, која што сметам дека нема да биде од користи. Гледаме дека во клучни општини анти-Дуи блокот настапува поделено, Левица со своји кандидати, ВМРО-ДПМН со своји. Зарем на тој начин не се губи историска шанса за конечно политичко пензионирање на Дуи? Зошто не се постигна договор за заеднички настап и дали сега е предоцна за тоа? Па да, сметам дека е предоцна за Левица. На минатите избори тоа го имаме јавно кажано дека на минатите локални избори, зборувам во 2021 година, ние им понудивме на Левица дури да изберат општина каде што би оделе со нивен кандидат кој што би ја добил нашата поддршка, бидејќи без поддршка на ВМРО-ДПМН не може да успее да победи кандидат на Левица, но тие не прифатија. И тоа е доказ за нивното непревземање на институционална одговорност. Значи, нивната улога е само да џавкаат од страна, да плукаат, да критикуваат, да се ситат на несреќи, глодарски да настапуваат, но никако да превземат институционална одговорност. Бидејќи еве доколку и да сакаат, еве и без ВМРО-ДПМН, како што напоменав, може да си одат со кандидати во други општини. Тоа го прават во општини каде што буквално однапред се знае дека тие нема да успеат. Тоа е нивниот инстинкт само за да направат штета, да го критикуваат исклучиво ВМРО-ДПМН, а повторно да нема никаков резултат од ваквите нивни дилови, би рекла, или договори за поддршка на друга партија за да ја оштетат ВМРО-ДПМН. Едноставно нема да им успее. Прочитани се како
буквар. Дали воопшто имаше понуда за заеднички кандидати? Ако да, зошто не се постигна договор? Ако не, зошто таква понуда воопшто не беше направена? Ако мислите на левица, апсолутно не, бидејќи сметаме дека таа е партија која што не заслужила буквално никакво седнување на маса со ВМРО ДПМН, доволно им биле давани шанси, понуди или некакви компромиси, ништо тоа не се прифатило или не се останало на зборот, затоа апсолутно одиме само со ВМРО ДПМН, со нашата коалиција, која што во текот на изминатата недела исто така ја официализиравме со нашите добро познати коалициони партнери и онаму каде што и во 2021 година имавме на советничките листи дел од коалицијата, истото тоа ќе се случи и овој пат во 2025 година, односно нешто што се покажало за успешно и тоа во време кога бевме тешка опозиција, а успеавме нели во 2021 година 42 општини мислам да освоиме, тогаш зошто би правиле било какви измени од нешто што е потврдено и што се докажало за успешно. Ке преминеме на една многу актуелна, но и деликатна тема, која се поврзува со обвинувањата за финансиски и етички нерегуларности поврзани со политичката партија Левица. Премиерот Мицкоски не штедеше зборови, тврдејќи дека има злоупотреба на јавни пари, манипулации со граѓани. Во Сенливе прашања ќе ги обработиме сите аспекти од оваа комплексна тема. Да почнеме со најконкретните обвинувања за финансирање на Левица и можни злоупотреби на буџетските средства. Премиерот Мицкоски јавно обвинува дека Левица не само што манипулира со јавноста, туку и злоупотребува буџетски средства, вклучувајќи кеш транзакции кон своите членови и купување на деловен простор на сомнителен начин. Како вие гледате на овие обвинувања и какви чекори треба да следат? Како ја оценувате транспарентноста на финансирањето на Левица? Мало неблагородно прашање да зборуваме за друга партија, меѓутоа ние како уредници и водители имаме различни гледачи, така да сакаме да офатиме теми кои што можеби ќе ве наведеме во незгодна ситуација. Не, таман работа, вие проценувате кои се актуелни теми за вашите гледачи, така да апсолутно немам проблем со незгодни прашања. Знаете, оваа тема мислам дека се начна и малку поназад, но еве помина период, не добивме одговори, повторно ја актуализираме и повторно нема одговор. Тоа е онаја што го велам, едно зборуваат, а сосема друго прават. На јавноста се прикажуваат како многу честни, како луѓе кои што се за поддршка за работниците, но во суштина не биле тоа. Тие велат, еве, една од оние кои што најмногу биле обвинувани од нивна страна сум јас, нели, за користењето на патните трошоци. Нешто што со закон следува на секој пратеник кој што реално патува од своето место на живење на Скопје. И на почетокот, ако паметите, па ги имаше, се прикажуваа некои како одат пеш до собрание, некои со велосипеди, сега се стигнати гледати со луксузни возила. Со луксузни возила доаѓаат во собрание и велат дека не наплаќаат, дека не поднесуваат патни налози за да им се исплатат патни трошоци, но во суштина не било така. Ја ги злоупотребувале буџетските средства кои што како партија им следуваат, нели, после секои избори. И тука треба јас пред институционално да се реагира, би рекла, каде е членството ако е толку големо, ако има толку голема поддршка, каде е членството да реагира на ваквите злоупотреби. Значи, на лице светција во суштина тие се сосема нешто друго и да, обелоденети се, како што кажав, одговор не добивме. Како можат тие да купат таков локал за партискиот штаб, а нели се работничка партија, нели живееле од донација, или можеби треба да се прочепка кој е тој што ја донира оваа партија, но секако тоа не е моја работа, тоа е работа на институциите. Повторно се заврши на тоа обвинителството, дали конечно ќе покрене постапка и по овој случај, но добро е јавноста да знае дали овие така наречени светци се навистина честни или не, бидејќи оној кој што зборува или го обвинува колегата дека зема патни трошоци, што е со закон пропишано,
а од друга страна тој неговото патување го наплаќа преку партиските средства кои што им се доделуваат од буџет за други намени, бидејќи оние средства кои што ги добиваат од буџетот на државата треба и да ги прикажат за некои реални трошоци, а не за поединци во нивната партија, но кажав, очекувам да реагира и членството, а не знам колку сте во тек, има и општински организации каде што навистина имаат сериозни проблеми, ама еве да не навлегуваме толку во нивните внатри партиски работи или проблеми, но сепак се обелоденети и ќе бидат, бидејќи навистина не се честни и не се светци онака како што се прават или како што се трудат да изгледаат. Апсолутно тие се луѓе кои што сакаат да профитираат, гледате дека не можат да се воздржат, не издржа неколку години, кажав со луксузни возила ги гледаме, па добар дел од нив и се костумоса, ги гледате сега како не се веќе такви како што изгледаа на почетокот нивна работа, но сметам дека народот добро да знае да процени кој ја зборува вистината, кој искрено и со зборови и со дела го покажува она во што верува и за што се декларира, а левица се сепак многу далеку од тоа. Со секој ден само сведочиме на нивните лаги и манипулации. Ваквите скандали дополнително го отвараат прашањето за кредибилитетот на левица и нејзината улога во политичката сцена. Премиерот зборуваше за измама и ја доведе во прашање нивната визија и програма, истакнувајќи дека со манипулации се обидуваат да ја ослабат позицијата не само на ВМРО ДПМН, туку и на самата влада. Како ја гледате улогата на левица во сегашниот политички контекст? Дали нивниот настап ја зголемува недовербата во системот или пак е сигнал за потребата од нова опција? И конечно, дали овие наводи можат суштински да го променат политичкиот пејзаж? Не, апсолутно не верувам во таквата моќ на левица. Ги гледаме и во парламентот, има неколку месеци наназад како и самите најавија дека секоја нова седница, нели тие ќе отпочнувале со барање на пауза од 1 час во знак на протест, зашто не им било дадено како податок што го побарала колешката Мојсовска за патните трошоци. Повторно тоа е дивното најактуелно прашање, но еве точно на последнава седница каде што премиерот ги обелодени за тоа како ги злоупотребувале буџетските средства за да си наплаќаат, можеби за патни трошоци, можеби за нешто друго, тоа тие треба да си дадат отчет и пред сопартиците, но и пред институциите доколку се отвори предмет. И токму на последната седница за опозицијски пратенички прашања, тие не си останаа на зборот и не побараа пауза на почетокот на седницата. Зошто? Затоа што нивниот лидер требаше да постави прашање. Тоа е левица на дело, кое што ќе ви тврди, ќе ви ветува дека принципиелно вака ќе настапувале така, но кога е од нивен интерес, односно лидерот да биде поскоро на медиумите прикажав дека поставил прашање до премиерот, тогаш можат да излезат од нивното ветување и нели да не побараат пауза, а само после поставеното прашање ја побараа паузата. Тоа се тие малициозни мали душички во парламентот кои што сметат дека прават голема врева, во суштина се толку тивки и толку неефикасни што мислам дека ќе се соочат со тоа и на локалните избори. Сакајќи да му наштетат на ВМРО ДПМН, сакајќи да ја помогнат на ДУИ, мислам дека најголемата штета ќе си ја претрпат тие самите. Следнава тема е исто така многу чувствителна во македонската политика и е поврзана со најавената резолуција на СДСМ за така наречените црвени линии во преговорите со Бугарија и европските интеграции. Да тргнеме од суштината. Јавноста памети дека токму за време на владењето на СДСМ и ДУИ беа прифатени сите главни бугарски барања и тоа без консензус со ВМРО ДПМН тогаш како опозиција. Ако се земе предвид дека токму СДСМ, како што реков за време на нивното владење ги прифати сите клучни бугарски барања што директно задираат во македонскиот идентитет и тоа како што реков претходно без подршка од ВМРО ДПМН, како сега гледате вие на нивниот обид да иницираат резолуција за црвени линии? Зошто токму сега?
И дали навистина се бара национален консензус или се подготвува терен за политичка манипулација на јавноста во пресред на локалниви избори? Па мислам дека и ова уште едно класично лицемерие кое што јавноста може да го просведочи од страна на СДСМ, бидејќи многу одамна се најави оваа резолуција и тоа се најави за наредните 2 дена дека ќе биде во парламентот образложена, обзнанета, а мислам дека помина повеќе од месец како никој се уште ниту ја виде, ниту можеше да слушне кои би биле понудите со таа резолуција. Лицемерно, премногу задоцнето и навистина несериозно СДСМ како партија која што ги направи најголемите национални предавства, сега да ви кажува дека време е за црвени линии. Тие ги погазија буквално сите линии и мислам дека нема човек кој што би поверувал во овој став на СДСМ, кој што впрочем и не е ни став, бидејќи лидерот на СДСМ, мислам дека Македонија ја смета за некоја сезонска дестинација, каде што повремено ќе дојде, еве вака ќе најави некоја резолуција или не знам што, а повеќе од времето го поминува надвор од границите на Македонија. Несериозно, но еве, како што кажавме и ние, односно премиерот Мицкоски, да видиме што би понудиле конкретно, веќе и долго најавувано, па да излеземе и со наш коментар, наш став. Доцна е или неверно или лицемерно е СДСМ да ви кажува дека е време за национално обединување, а како што и самите вие кажавте, и цела македонска и светска јавност знаат дека тие ги погазија националните интереси, не ги слушаа реакциите не само од ВМРО, од ДПМН, туку од сиот македонски народ и прифатија нешто што на вистина стави жиг во македонскиот национален идентитет, односно се обидоа да направат уште едно предавство. За жал нивна, за среќа на македонскиот народ, ВМРО ДПМН беше таа која што не дозволи втора измена на уставот под бугарски диктат и еве ја повторно искливува на виделина нивната сервилност или покажување кон јавноста, најмногу кон меѓународната, дека тие немаат никаков проблем бугарите да се внесат во устав и да, еве, се за некакво си национално обединување, луѓето кои што буквално национално не обезличија и сега во очекување сме и ние на вистина долго време да ја видиме таа резолуција, па да излеземе со наш коментар, наш став и така натаму и повторно ќе повторам, премногу задоцнето освестување на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Така, во услови кога СДСМ во минатото ги игнорираше ставовите на опозицијата, дури и по цена на националниот интерес, дали сега гледате искрен повик за градење државнички консенсус или пак се работи за политичка корекција под притисок на јавноста? И дали ВМРО ДПМН ќе искористи оваа резолуција за суштински промени или ќе предложи сосема нов документ со собствени црвени линии? Јас не мислам дека СДСМ било кога па еве и сега прави некоја корекција под притисок на јавноста, апсолутно не. Тие од јавноста го добија црвениот картон на последните парламентарни избори и не гледаме дека нешто суштински сменија. Зошто? Например, еве прво на што ми текнува е на Филипче, само што стана официјално лидер на СДСМ, една од првите изјави му беше дека нема проблем да се направат уставни измени како би се внесле бугарите во уставот. Тоа е повторно таа сервилност или испраќање порака до меѓународната заедница дека да, ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски не се подготвени, но ние сме. Повторно е таа сервилност кон надворешниот фактор, а понижување на сопствениот народ. Апсолутно не очекувам од СДСМ да има некаква корекција под притисок на јавноста, туку сметам дека ова го прави само за да привлече некое внимание, за еве да се понудат како некоја следна, не знам, гарнитура која што би прифатила се само за да се влезе во Европската унија, додека на оваа страна или во моментов со Македонија владае партија која што вели дека нема да попушти на Македонија да и се прави нешто што на ниту една членка досега за да влезе во Европска унија не и се направило, односно двојни аршини спрема Македонија, спрема никој друг. Така да
да ја видиме резолуцијата. Мислам дека апсолутно од СДСМ не може да се верува дека може да постави црвени линии, додека Македонија, лидерот Христијан Мицкоски ВМРО ДПМН апсолутно јасно и гласно, не само во Македонија, на секоја средба, дали е со меѓународна, дали е со Европска заедница, отворено кажуваме кој е проблемот што ние не прифаќаме бугарите да се внесат во устав. Ако на една страна СДСМ ги слушате и ви велат конечно ќе се докаже дека бугари и македонци се нешто што е различно, од друга страна ние ви велиме дека со евентуално прифаќање на оваа уцена од страна на Бугарија се отвара Пандорина кутија. И дури тогаш не случајно стои бугарскиот договор нели во преговарачката рамка е вметнат како услов, дури тогаш ќе почнат условувањата од страна на бугарите и докажувањата колку има бугари, какви права имаат и слично. Тоа ќе биде почеток на крајот за македонската нација, што ВМРО ДПМН додека е на власт, додека има можност да ја води Македонија, нема да го дозволи. И затоа тие на овој начин пробуваат да привлечат внимание, кое што еве гледате и самите не стојат на кажаното, односно на зборот. Ако резолуцијата ја најавија за следните 2 дена дека ќе бидат објавени, пројдени се повеќе од месец дена, од резолуцијата нема ни трага ни глас. Толку од сериозно. Ја видов овде во Австралија шеташе резолуцијата по улица, се загинала. Ке се задржам уште малку на оваа тема. Ако документот што го предложи СДСМ се покаже како чисто декларативен акт и политички спин, без конкретни гаранции и механизми за заштита на македонскиот идентитет и националните интереси, дали ВМРО ДПМН ќе го прифати тоа како политичка основа за разговор или ќе инсистирате на целосно нов пристап, поддржан од пошироката јавна дебата и евентуална експертска група? Па да, сметам дека тој премиерот го кажа сега, јас да не зборувам од моје име, но секако мора прво да се види за што се работи, а дека ќе останеме неми или чисто бланко би прифатиле нешто што СДСМ би го поднела, апсолутно немаме намера тоа да го направиме, а во однос на седнување или зближување на позиции, и тоа им е кажано, кога ќе се случи некоја промена во однос на преговорите за членство во Европската унија, тогаш секако апсолутно немаме намера ниту првиот и најмал чекор да го направиме без да седнеме на маса, без да известиме опозицијата, без да ја соопштиме на јавноста и конечно да добиеме дозвола од јавноста. Ова што го зборувам, се спротивното го направија СДСМ. Ниту кажа на јавноста какви планови има, напротив, лавно ја лажеа македонската јавност дека нема да направат промена на име, нема да дозволат такви нешта, но ете, после 7 години многу или малку, штетата е огромна што ја направија и да, истите луѓе кога ви го говорат сега ова, навистина е неверојатно дека некој може да им поверува. Мислам дека и самите тие не веруваат во тоа што го зборуваат и најавуваат. Одлука на Уставниот суд поврзана со упатството на документ што ја отвори вратата за кандидатура на независни листи. Едни го гледаат како чекор кон отворање на демократијата, други алармираат дека ова може да прерасне во институционален преседан и политичко инженерство. Господја Стојановска, со оглед на тоа што парламентот не постапи навремено за пополнување на правната празнина, а ДИК сепак донесе упатство кое доби и зелено светло од Уставниот суд, дали ова го сметате за добар преседан или можеби сведочиме на опасна пракса каде извршни тела ги пополнуваат институционалните празнини наместо законодавниот дом? Па јас, за мене не одат едно со друго зборовите добар и преседан, бидејќи ако зборуваме за преседан, самиот збор кажува дека е нешто што не е, што е излезено од правилата, односно е вон правилата или вон законите, така да можеби беше некое време тесно каде што навистина можеби неизбежно беше ова да се случи, но не верувам дека треба или би можело да стане пракса. Впрочем, и доцнењето на овие измени во собранието беше заради тоа што не можеше да се постигне консензус или двотретинско мнозинство, како што видовме на онаа итна седница која што беше свикана токму заради овие измени, заврши неуспешно бидејќи според Бадентер нели
не се добија потребниот број на гласови. Впрочем, тука лежи замката или проблемот зошто не се случија и порано овие измени, бидејќи не можете да постигнете разумен договор или согласно Охридскиот рамковен договор, одлуката на мнозинството поништена од гласањето на малцинството, но тоа е што е за да овие избори кои што мора да се случат согласно законот во предвидениот рок, законски предвидениот рок, а тоа е нели октомври оваа година, излезно решение беше единствено ова. Сега дали е добро или лошо, ете ќе видиме што се ќе излезе на политичката сцена и кој би ја претрпил најголемата штета од тоа возможувањето да на некој начин буквално кој што сака, дали од сериозни или несериозни причини, се пријавил или за кандидат или со своја советничка листа. Може би е добро народот да процени, да просуди, на крајот да одлучи, но да, ќе има ситнење на гласови, но сметам дека тоа најмалку треба да го засега ВМРО ДПМН како партија, бидејќи нели имаме стабилно гласачко тело, веќе имаме и проценки во однос на очекувањата и исходот од локалните избори, така да може би беше неизбежно, но не верувам дека би останало како трајно решение, односно после локалните избори секако дека законодавниот дом треба да направи некој повторен обид или некои преговори за да оваа празнина во законот би нашла конечно законско решение, а не вакво. Дали со ова всушност се испраќа порака дека институционалната одговорност на собранието може да биде заобиколена кога ќе затаи, и ако да, каде е тогаш линијата помеѓу правна креативност и уставна недоследност? Па видете, што за ова решение од ДИК даде зелено светло и Уставниот суд, тогаш веќе немаме што ние тука да реагираме. Кажав, мислам дека временскиот рок беше оној кој што ете да кажам овозможи ова да се случи, но очекувам дека како што кажав после локалните избори ќе изнајдеме решение и мора да се изнајде решение, бидејќи нели со она одлука на Уставниот суд буквално како да се избрише еден член, односно токму тој член кој што кажуваше со колкав е прагот или колкав е бројот на оние кои што треба да дадат потписи за да некој се кандидира. Буквално таа рамка ја немаше во овој закон со одлуката на Уставниот суд која што се случи пролетта оваа година и затоа се преде на она што ДИК го однесе, но го донесе како решение, но сметам, како што реков, дека имаме должности како законодавци, како партија на власт, ова после локалните избори секако да го средиме онака како што ќе кажат експертите и како што ќе процениме во преговорите. Како заменик координатор, дали чувствувате одговорност поради тоа што парламентот не реагираше навремено и дали ВМРО ДПМН имаше подготвена иницијатива за законско решавање или целосно се препуштивте на одлуката на ДИК? За овој закон нели требаше да се гласа и по Бадентер и поради тие причини мислам дека се случи тоа што се случи. Нашиот последен обид за да не оставиме на случајноста беше онаа свикана седница, но исходот од гласањето беше таков. Сега дали чувствуваме, ние направивме се што можеме, но оној дел кој што требаше да дојде од страна на ДУИ во гласањето по Бадентер не се случи, така да ви кажав, мора да се седне да се преговара и оваа празнина да се пополни онака според, мислам, законски во законодавниот дом, а не со одлука на ДИК како институција која што е задолжена за водење на изборите. Сметам дека откако ќе завршат локалните избори, ова ќе биде прв и последен пат на ваков начин да се случат. ВМРО ДПМН често ја става во фокус потребата од правна држава, институционална поставеност и доследност како и институционален интегритет. Но овој случај отвори дебата за тоа дали упатството е демократски исчекор или правно-политички компромис. Како ВМРО ДПМН гледа на овој упатство? Како на отворена демократија или како на селективна легислација? Дали упатството на ДИК ја отвори демократијата за независни кандидати или напротив создава селективен пристап кој би можел да се злоупотреби? Па се
Отварање на демократијата може би, еве како што кажав, можноста со 2 потписа некој да се кандидира на вистина досега, мислам, не знам дали негде имало таква пракса, но сепак јас сум за правна рамка, за законодавниот дом да ги носи законите, но кажав, мислам дека времето на роковите кои што барем во законот нели ги има роковите за одржување, за поднесување кандидатури, за корекција доколку е возможно, и тоа е се со рокови зацртано во законот. Мислам дека само ова беше единственото решение. Дали е отварање врати на демократија или на нешто друго, да почекаме исходот од локалните избори, да видиме кој за кого би гласали, дали навистина вредело некој воопшто да се кандидира, дали со 2 потписа или доколку беше она старо законско решение. Тоа мислам дека ќе го каже крајот на локалните избори, да видиме дали сме подготвени за вакво нешто, или можеби подобро ќе беше да биде оставено законското решение онака како што беше, бидејќи нели измените не успеавме да ги направиме со оној неуспешен обид на свиканата седница токму за ова. Во јавноста се појавија ставови дека со ова упатство се отвора можноста за така наречени контролирани независни кандидати. Дали вашата партија ќе бара дополнителни механизми за обезбедување транспарентност на кандидатските листи? Ма веќе тоа е завршена работа што се однесува до овие локални избори. Ние немаме потреба од контролирани кандидати, ние си имаме наши кандидати, наши поднесени веќе советнички листи, така да оној кој што можеби мисли дека ова е некој начин за злоупотреба или можност, шанса за, не знам, некому да се направи штета или да се избие на политичка сцена, пак ќе кажам, останува да видиме од она што е поднесено како кандидатура, прифатено од страна на ДИК како регуларно, кое што ги исполнува условите, ќе видиме како сето тоа ќе пројде на 19 октомври, доколку има втор круг за градоначалници, и на 2 ноември, па да направиме една збирна анализа и да видиме дали ова беше добро решение или навистина е неопходно да се направи измена во изборниот законник. Повеќе преферирам да си се направи измена на изборниот законник, онака како што е редот и како што треба. Се поставува и едно подлабоко прашање дали со овакви решенија всушност се отвора простор за политичко влијание зад параванот на независноста. Некои експерти предупредуваат дека упатства креирани без соодветна законска рамка можат да отворат простор за политички влијание и задкулисни договори. Како ќе се гарантира дека ова не станува механизам за контролирана независност, туку вистински демократски процес? Може ли ова упатство да се претвори во алатка за политичко инженерство? Јас сум оптимиста и не верувам дека некој и овој начин би го искористил за да го злоупотреби, но еве пак да оставиме да видиме колку Македонија и македонските кандидати за советници или за градоначалници ќе се повикаат и ќе ја практицираат демократијата, или на оној македонски начин ќе смислуваат да најдат некое излезно решение кое што нему на еден или на друг би ми одговарало, а секако македонските граѓани се тие кои што ќе гласаат, така да јас верувам, оптимиста сум дека нема да има злоупотреби или нешто што би ги попречило конечно исходот од изборите да бидат фер, демократски и признати, нели на крајот треба да бидат официјално признати од страна на ДИК дека биле регуларни, фер и демократски. Во собранието нели ние за прв пат изгласавме една декларација за фер и демократски избори на последните избори, така да сметам дека треба да бидеме еден степен повисоко посвесни и повеќе демократијата да ја практикуваме во насока на избор на добри кандидати, а не за злоупотреба или некакви политички местенки, позадини и слично. Со оглед на фактот дека упатството не помина ни собраничка расправа, дали може во иднина да се случи некој друг орган да направи сличен правен чекор без контрола? Јас пак ќе се навратам на тоа дека временските рокови беа тие кои што на некој начин
ја принудија ДИК да приде на вакво упатство и дека ќе се обидеме за следен пат ова да не се случи, особено не некоја друга институција да го прифати ова како пракса или како можност за и тие да направат ваков чин. Останува се да проаѓа низ собрание преку законодавниот дом, преку измена на дополна или измена и дополна на некој закон, така да ова нека биде, вие го квалификувавте како преседан или како еден исклучок во насока локалните избори да се одржат во рокот законски предвиден и ништо повеќе или помалку од тоа. Господја Стојановска, за време на последните пратенички прашања, наменети за опозицијата, лидерот на Левица Димитар Пасиев излезе со сериозни обвинувања против вашата партија ВМРО-ДПМН, но и против премиерот и лидер на партијата Христијан Мицовски. Конкретно, тој директно ја поврза Агенцијата за обезбедување Рубикон со високи партиски кадри, тврдејќи дека тоа е, цитирам, паравојска која ја наследила Security Group Services, при тоа обвини за кеширање на финансии од оваа агенција, а побара и оставка од премиерот Мицковски. Каков е официјалниот став на ВМРО-ДПМН е поврзан со овие обвинувања и каков е вашиот личен став како пратеник во законодавниот дом? Со која цел го прави ова Пасиев? Му кажал ли некој на Пасиев дека во законодавниот дом тој ги застапува граѓаните и дека тие му ја обезбедуваат платата и затоа треба да ја оправда, а не да мисли дека е во театар и ја игра главната улога? Предходно во предходните одговори кога разговаравме на тема Левица, мислам кажав кои се нивните главни квалификации или карактеристики во собранието. Е уште еден негов обид на врз туѓа несреќа да гради кариера, односно повторно да го злоупотребува несреќниот случај во Кочани, за нели повторно да оживеат спомените, а секако обвинувајќи го Христијан Мицковски, кого друг ако не него и ВМРО-ДПМН, бидејќи кажав, јас не го слушнав Димитар Пасиев на времето вака да биде жесток и да го критикува Зоран Заев или Венко Филипчеве, например, после пожарот на модуларната болница во Кочани и слично. Тоа е тој негов театрален настап и нели оние сценски изведби, па некои зборчиња кои што ќе ги употреби. Кажав, тие не ја побараа ни паузата, која што нели ветија дека секогаш ќе ја бараат, само за да овој палјачо или кловн излезе на сцената, исфрли грст навреди кон премиерот, но ништо од тоа, како што кажав, барем што се однесува до Кочани, она што беше работа на МВР е завршено, сега треба да започне веќе судскиот процес, кој што сите експерти кажуваат, односно прогнозираат дека долго би траел, така да навистина еден шарен револуционер кој што беше советник во СЈО на времето да вака ги обвинува институциите за нешто кое што се случило наназад заради многу години небрежност во институциите, сметам дека можат само да го квалификуваат како буквално човек кој што собира политички поени врз една огромна трагедија која што се случи во Македонија, од која што ден денес се уште ни се свежи спомените и навистина немало поголема несреќа изминатиот период, но ете тука е Димитар Пасиев да подсетува, да обвинува, да плука дека само ВМРО-ДПМН е виновно за тоа. Значи предметот е оформен, е окончан, се очекува да започне судскиот процес, се очекува, односно на потек се судовите и обвинителствата, оние кои што се делот, кажам, професионално од Левица, почекувам и тука будно да ја следи работата и да излегува со негови коментари, па да видиме како ќе оцени работата на судовите обвинителствата, бидејќи досега го немам слушано еднаш да ги повика судовите обвинителствата, каде се со нивна реакција, каде се со отварање на предмет, каде се со нешто што МВР им го доставило тие да продолжат да покренат. На таа тема буквално Димитар Пасиев е нем, но да гласен е кога премиерот ќе се појави во собрание, тој да биде првиот, тој ќе му постави прашања, што ќе дехидрира плукајќи врз него, но мислам дека јавноста е свесна која е целта на Левица,
а што е она што ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски како премиер го работи упорно на назад година и повеќе и мислам дека полека веќе станува видливо и јасно дека нашата цел е буквално секој кој што се огрешил пред законите, дали се работи за мал криминал, голем криминал, помала сума на пари, поголема сума на пари, секој има должност да одговара. Оние институции кои што треба да го повикаат на одговорност, исто така имаат должноста да го сторат. Впрочем, вчера мислам дека во Македонија, доколку следите, се случи една акција полициска каде што се уште официјално податоци нема, но кажаа дека се работи буквално за апсење на лица вработени во институции, раководители, што значи лица, еве да речеме како што велат тие од ВМРО ДПМН, значи нема милост, не правиме разлика за кого и да се работи, ако сгрешил пред законите мора да одговара. И она што МВР институционално го сработува, нема разрешница затоа што обвинителството и судовите се такви какви што се. Во времето со кадри, со колеги, со работници, токму на овој Димитар Апасиев, кој што знае само гласен да биде против Христијан Мицкоски, а не беше така гласен или воопшто не, и ден денес тоа има доста аргументи со кои што би излегол да ја критикува минатата власт, но го гледате, тој станува незин соработник или незин платеник и одработува само за грст златници. Тоа е неговата мисија. Ке се задржиме уште малку околу Левица. Најголем дел од нападите од Левица кон премиерот Мицкоски се однесуваат на периодот кога тој не беше ниту премиер, ниту партиски лидер, туку на времето на Никола Груевски. Колку сметате дека овие ретроактивни обвинувања се релевантни денес и дали се дел од стратегија на Левица да ја дискредитира вашата партија преку рециклирање на стар наратив? Па напротив, сметајќи можеби Апасиев дека на тој начин ќе ја дискредитира ВМРО ДПМН, мислам дека со ваквите негови настапи, критики и враќања ретро на времето, дури кога Христијан Мицкоски не бил премиер, само ја покажуваат неговата очајност и разочараност тој кога бил мал не станал ВМРО ДПМН, па еве сега се прави некој си левитер. Јавноста сметам дека е доволно созреана и свесна за да оцени за каков тип на лажов, односно политичар се работи. Господја Стојановска, до колкава мера го штити пратеникот, односно пратеничкиот имунитет на Апасиев, за да може да се служи со вакви обвинувања? Па знаете, од пратеничката говорница се што е кажано, против кажаното не може да се покрене никакво обвинение, тоа е тој пратенички имунитет, а додека надвор од парламентот треба да се внимава што се зборува, бидејќи секој за кажаното има право да ве тужи доколку смета дека за тоа има простор, и затоа се тие овие палавковци само во собранието најгласни или провоцираат некој нешто да им направи, па тие да глумат, да изигруваат жртви, а се буквално мали душички кои што се не изживеани, кои што мислат дека ако во парламентот излезат на говорница и тие 5, 10 или 3 минути ги искористат за да плукаат врз ВМРО ДПМН, ќе ги направат славни, но ете толку од нивната слава, кажав, со анонимни кандидати за градоначалници по општините за каде што велат дека тие биле храбрите македонци, ќе ги видиме и нив после локалните избори, ќе се преброиме и ќе видиме дали штета и направиле на ВМРО ДПМН или самите на себе. Имате ли сознание дали парламентот му купи нови чевли на Апасиев затоа што чукајќи по масата таму пред година дена си ги оштетил кондорите? Па не само нови чевли, нели, тој има и ново возило, джип, нели, овој скромниот кој што ја брани работничката класа, но зборува за работнички права надвор од неговиот домен, односно тој љуби да си живее луксузно, не само джип, нели, знаеме викенди, каде одат, Кавала, како беше за неговото детенце, што Кавала повеќе ја знаело од некој македонски град. Тоа се тие нивни фрустрации, кажав, нивната неостварена желба, што не станале гласни во ВМРО ДПМН, па се вака ги слушаме како Афкат, како Левица, но сето тоа само завршува во етерот како некоја несериозна
теза која што можат само тие да ја измислат, да театрално да ја прикажат во собрание и толку по некое спотче на нивните Facebook страници, нивните ботови ќе им стават лајкови и тука се завршува. На несакање им направивме една убава реклама, верувам нема да биде позитивна. После јас очекувам да има серија на лавина од реакции на моево говорење доколку го следат и ќе чекаме еве следнава недела да им ја исполнам јас како таргет за нивното дефинитивно. Да. Родителите и семејствата на жртвите од Кочани на 22-иот протестен марш кој се одржа во Кочани по повод 6 месеци од трагедијата, јавно побара оставки од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, но и од премиерот Мицкоски. Пронешната сопруга на пронешниот полицаец го обвини Тошковски за наводно подкупување на семејството за да не бара оставка. Господја Стојановска, дали на ова барање гледате како легитимен крик за политичка одговорност или како политички напад врз човек кој важи за еден од најактивните министри во владата на ВМРО ДПМН и дали има место за морална политичка одговорност во вакви ситуации? Па знаете како, мислам дека ако од некого се бараше оставка изминатиот период, тоа беше од министерот за внатрешни работи Тошковски и секако и од премиерот Мицкоски, но сето тоа е неосновано, кажав, огромна е трагедијата за некој, јас велам и да помисли да ја злоупотреби, но за жал ете има такви луѓе и ова што се случи на последното одбележување или на последниот протест, јас сепак не би навлегувала во детали, на вистина секое семејство има своја приказна и тие внатрешни односи во семејството може би ете болката ги натерале јавно да проговорат, но сметам дека не е тема на која што треба вака да и се посвети внимание и да квалификуваме некого или нешто со какви намери тоа го направил. Тие се луѓе се уште во болка ги изгубиле најмилите, така да на вистина не сакам да коментирам ниту добро, ниту лошо, но на вистина само на оние кои што се обидуваат да ги злоупотребат овие повредени души, сметам, не знам, се прашувам дали тие имаат душа и каков морал има во тие луѓе, ако и на миг помислиле дека можат од това да профитираат. Жално, но ете, се случува за внатре семејните односи, тоа што се кажа, мислам, апсолутно не заслужува коментар. Панче Тошковски е еден од министрите кои што буквално се што е во рамки на негова одговорност, надлежност постапил и повеќе од оноа што луѓето го очекувале во однос на временски рокови и слично, и ете, може би целта им е на повеќе места да го фокусираат, па ќе запалиме пожар таму, ќе запалиме пожар ваму, но ете, и со тоа се справува, така да, не знам, нека останат само празни зборови, а нека му служи на чест на оној кој што мисли да профитира од еден ваков немил настанот, што буквално од кој што цела Македонија е потресена и на вистина е жалосно ако некој овие луѓе и нивните животни судбини и трагедии мисли дека може да ги злоупотреби. 6 месеци по трагедијата, граѓаните се почесто се прашуваат дали институциите функционираат, дали постапките се транспарентни и дали навистина се работи на вистинска правда. Како член на највисоките тела на партијата, дали сметате дека институциите, конкретно МВР, обвинителството и судството досега постапија соодветно, транспарентно и правично во овој случај? Ако не, кој треба да сноси одговорност и зошто токму тој? Знаете како, пак ќе, значи, што се однесува до МВР, тоа неколку пати го кажав. И во овој случај го сработи својот дел. Значи сега, според мене, ако некој ги организира протестите или ете, не мора никој да ги организира, самите родители така чувствуваат, така имаат потреба. Тие сега треба да протестираат пред обвинителството или пред судовите, затоа што таму, од таму зависи дали ќе има разрешница она што Панче Тошковски го сработи. Еве и за Левица кога зборувавме, она што го кажа премиерот, тука треба да реагира обвинителството и никој друг, и после одлуката на судовите. Или еве ова што ни се случи грозоморното двојно убиство и самоубиство во Велес.
Гледате дека 12 години институциите како суд и обвинителство не постапувале, не реагирале. Кај не се уште е тој горлив проблем и се уште таму не се функционира затоа што таму се луѓето кои што беа навикнати да работат како до сега, односно ништо да не работат, да реагираат по нарачка, да кријат предмети, да не казнуваат тоној кој што е заказна според закон и сето тоа се сведува само на една точка, а тоа е обвинителството и судовите. За таму да видам што имаат да кажат, дали Апасиев, дали СДСМ или било кој. А што се однесува до МВР се што му било како задача се има професионално и навремено сработено. Сега буквално разрешницата на кочање до судовите, нели, судскиот процес е одлучено да се одвива во Скопје, бидејќи нели судот во Кочани просторно е мал, но да, како што кажав, експертите сите прогнозираат дека овој процес ќе трае и да веруваме, јас сакам да веруваме во обвинителството, во судовите, но наназад многу искуство ни кажуваат дека овие институции затаиле. И гледате сега и последната тема за судовите, за што беше последна изјава на Марта Кос дека земјите аспиранти членки за Европската унија најголем проблем имаат со правосудниот систем. Една од нив сме и ние. Вие знаете дека сведоци бевте дека пред да се случи овој немил настан во Кочани, ние најавивме дека ќе побараме интерпелација на јавниот обвинител. Во Македонското собрание се случи да бидат изгласани интерпелации на 3 члена на судскиот совет. Ја гледате дека тие луѓе немаат ни морал, ниту некакво чувство дека народот трпи заради нив. Ја затоа велам, ако некој протест треба да се организира заради молк на институциите, тој протест треба да се одвива токму пред обвинителството, таму каде што стојат луѓе кои што ништо не покренуваат, кои што си седат, си земаат добри плати, но никакви резултати од нивното работење никој досега за жал се уште немаме виден. Дали ВМРО ДПМН во овој момент има доверба во обвинителството и судството? Па ние кажавме, заради немилиот настан во Кочани, ја допревме постапката, бидејќи знаете како, ако тогаш продолжевме и успеевме да Љупчо Коцевски биде разрешен, тогаш нели нападот ќе биде ете вие организирано, оркестрирано, ќе ги наместите оние кои што треба да добијат кривични, па после ќе ги гоните преку ваш обвинител. Еве направивме МВР нека биде Панче Тошковски, обвинител нека остане Коцевски. Панче Тошковски го сработи своето. Сега на потек е Коцевски и обвинителството кое што Коцевски го гласа во парламентот СДСМ и ДУИ. Еве да видиме сега што ќе сработи и дали конечно ќе има разрешница овој навистина трагичен случај. Знаете колку наназад останаа неразрешени или со обвинети кабли или со донесени условни пресуди и така натаму. Навистина жалосно. И сето тоа е одговорност, кога ќе речат не се навраќајте назад, гледајте напред. Ама сето тоа е последица од нивното неработење, од нивните инсталирани луѓе. Обвиненијата дека има обид за подкуп, иако неоправдани и непотврдени, сериозно ја нарушуваат перцепцијата на јавноста. Како пратеник и како политичар, дали сметате дека ваквите обвинувања се резултат на институционален неуспех или можеби на една можна завера од некои центри за преку тагата на родителите сакаат да го дискредитираат министерот Тошковски токму во моментот кога има најголема поддршка од јавноста? Па знаете како министерот Тошковски не само што има поддршката од јавноста, туку буквално во очи со прст влезе во криминалното дубло во Македонија. И тој нивен страф и желба да се заштитат, да не се разоткријат уште многу нешта, ги тера вака да го напаѓаат Тошковски. Нема откажување, свесни сме, ви кажав и претходно дека свесни бевме што ќе начекаме, какво распаднато дуβλо од институции, какви криминогени или криминални заштитени структури и секако дека тие не се равнодушни. Таа нивна комоција во уживање во криминалите сега име разнишана и реакциите се нормални. Дали се нормални не знам, но се очекувани, но доколку се повлечеме или покажеме дека се плашиме или ете примиме на некој начин мито или обид за подкуп, тогаш ништо не сме направиле. Ние таа 7-годишна борба да ги смениме овие криминалци од власт не ја водевме залудно.
И не случајно сме свесни дека сме брцнале во око на криминалците и дека нормално нив тоа им пречи и ќе направат се тоа да го стопираат, па макар ете барајќи оставки од Панче Тошковски, измислувајќи афери, скандали или еве обидувајќи се да палат низ Македонија или не знам уште што на памет ќе им дојде, но им се тесни обрачот, а и времето им се ситни, така да после само година и неколку месеци владење на ВМРО ДПМН, сметам дека им стана јасно на криминалците дека нивниот криминал повеќе нема да се шири, напротив ќе се обелоденува, ќе се изнајдат сторителите, криминалците и ќе одговараат. Панче Тошковски ќе го направи неговиот дел, потоа, како што кажав, на потек се судовите и обвинителите. Не велам дека сите суди и обвинители се такви какви што генерално е сликата за нив, но мора да се остави простор за оние кои што навистина треба да си ја заработат платата и треба да постапуваат по законите, а не според нарачките или според износот на нарачителите што ќе им го понудат. Господја Стојановска, во рамки на својата дводневна работна посета на САД, министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски оствари низа средби со влијателни американски сенатори и конгресмени. Посебно внимание предизвика поднесувањето на резолуција во Американскиот Сенат со која се одбележуваат 34 години независност на Македонија и 30 години дипломатски односи со САД. Она што се смета за историски чекор е тоа што оваа резолуција доби поддршка од две најголеми американски партии, републиканската и демократската, што според министерот представува потврда за стабилноста и континуитетот на нашето стратешко партнерство. Како вие ја оценувате оваа поддршка, особено во контекст на актуелните геополитички предизвици, што ова значи за идната улога на Македонија како стратешки партнер на Соединетите Американски држави? Но така, ова е резултат или плод, би рекла, на успешна дипломатија која што министерот за надворешни работи и надворешна трговија изминатава година и неколку месеци ја работи. Резултатот е тој, поддршката ја имаме и тоа од најсилниот или најголемиот стратешки партнер наш, така да само е плод на она за што ние се залагавме и што велевме дека ќе направиме. Ваква поддршка да се добие, сметаме исклучиво резултат на офанзивната и плодна дипломатија од страна на министерот Муцински. Ако се сеќавате, вреди или не вреди да подсетувам, не обвинуваа за дека сме биле наклонети кон Русија, дека сме биле против напредувањето на Македонија, дека сме ја заробиле Македонија, дека сме немале добра поддршка. Да имате ваква поддршка од Соединетите Американски држави, тоа е само резултат на честна работа, посветеност. Сметам дека Соединетите Американски држави процениле дека се работи за добар дипломат и не само за Тимчо Муцунски, туку општо дека Македонија има лидер кој што на вистина знае докаде се границите, знае да ја каже вистината, знае кога се работи за Македонија и да се спротистави, за разлика од претходните кои што нели буквално прифатија се што ќе им понудеа, а за возврат бараа само да останат на власт. Но желбата за власт не им беше за да помогнат Македонија да навистина се развие економски или на било кој поглед, туку желбата за власт им беше само заради лични интереси и профити. Да, сега е оваа нова гарнитура која што ете вака не идува на поддршка и која што каде и да се појави нели е навистина глас за Македонија кој што ја говори вистината и навистина знае докаде се црвените линии, докаде може да се попушти, да се преговара. Вие гледате и на економски план, токму затоа и ова министерство го преквалификувавме не само Министерство за надворешни работи, туку и надворешна трговија, и секоја посета министерот Муцунски покрај останатите средби со дипломатите искористува за да се разговара и на економски план, односно за можностите за увозна или извозна дипломатија на Македонија. И нели Македонија како држава има многу можности, но овој пат има и луѓе кои што се заинтересирани тие можности на вистина да се искористат во наша полза, а не некој друг да биде корисник на плодовите, а на народот да му кажува некои други приказни кои што
ете се истрошија и тие, но за жал штетата која што оставија мора да се исправи и еве како што гледате се исправа. Работната посета на Вашингтон доаѓа во период кога владата најави нов импулс во надворешната политика. Како пратеничка и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, дали оваа посета ја гледате како потврда на конзистентна надворешна политичка линија и континуитет без разлика на промените на власта, особено кога станува збор за стратешкото партнерство со САД? Па добро, може да се каже, но ете во одговорот на претходното прашање ја кажав разликата зашто ги ползуваш овие средби, овие контакти, овие поддршки и токму затоа е таа разлика која што ја потенцирав, континуитет да, но треба да се направи разлика или споредба во тоа колку луѓето од ваквите средби или контакти успеале да изнајдат или да исползуваат нешто во корист на Македонија, колку тие средби ги користеле за лични богатиња. Вие знаете какви примери имавме, какви скандали имавме со наши представници, дали во Обединетите нации таму или некаде по другите амбасади, и тоа на некој начин во еден мал дел, но оставал или креирал слика за Македонија и македонецот ако некој се однесувал така криминално во други држави, но ете, да нека бидат само тие примери во некоја историја која што не сме да се повтори, но не сме ниту да се заборави, затоа што навистина тие луѓе наместо да не однесат 2 чекори напред или како што ветуваа на времето дека не само членка на НАТО ќе не направат и членка на Европска Унија, видовте што не направи и сега истите тие луѓе нудат црвени линии за заштита на национални интереси, мислам, навистина, неверојатно навистините. Едно скопско и се е може. Дали можеме да очекуваме дека македонскиот парламент ќе преземе поактивна улога во надградбата на стратешкото партнерство преку парламентарна дипломатија или нови форми на соработка? Па секако ние на тој план сме и подготвени и доста активни. Собранието, знаете, има и доста собраниски тела или групи со соработка со многу парламенти. Добар дел и од моите колеги се неколку пати отидени во посета дипломатски парламентарни средби, така да и парламентарната дипломатија сметам дека е добра можност за соработка со останати парламенти во други држави, за отварање на некои нови можности. Едноставно, секоја средба, секој разговор каде што целите и намерите ви се да пропагирате Македонија, да ја зборувате вестината за Македонија и тоа како добре дојдена за нашата држава, така да како дел од парламентот сметам дека и парламентарната демократија е добра можност за овозможување, добра можност за реализација на вакви стратешки средби на кои што нели ќе се овозможи да се зборува за Македонија, да се слушне за Македонија и зошто да не да се успее да се направи некој договор од кој што секако бенефитот би го имале ние како држава. Во својата изјава министерот Муцунски истакна дека акцентот бил ставен и на идни иницијативи за унапредување на билатералната соработка во неколку стратешки сектори. Тој најави интензивирање на соработката со САД во областа како безбедноста, инвестициите, енергетиката и образованието. Каде гледате најголем потенцијал за нови заеднички иницијативи со САД и што реално може да се очекува во наредниот период во овие сфери? Па, секоја од споменатите области сметам дека е добра за соработка со Соединетите Американски држави, дали безбедносни прашања, дали образование и економија, така да можноста да се соработува со Соединетите Американски држави отворена на ваков начин, навистина треба да значи многу за Македонија. Да не заборавиме, веќе во Македонија и економските показатели почнуваат полека, но сигурно да одат нагоре, па зошто да не и можноста, нели, кога СДСМ беа скептици, критикуваа, нели, кога председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп ги покачи давачките за царините, па нели критикуваа, за да после краток период за Македонија веќе беа тие намалени, така да сето тоа е резултат на искрените
и добронамерни пријателски односи на нашата држава кон Америка и се надевам дека се ќе оди во позитивна насока и се ќе биде за добробит или за унапредување на Македонија, ете како што споменавте, дали областа на индустријска, економска соработка, безбедносна соработка или соработка во делот на образованието, кој што нели кај нас е исто така една тема на која што долго и многу добро и квалитетно треба да се вложиме, бидејќи знаеме дека образованието ни е горлив проблем, благодарение нели секако и на претходната власт. Колку е важно владата да ги поврзе диаспората и приватниот сектор со ваквите иницијативи за да се постигне реален економски ефект од меѓународната соработка? Па да, сметам дека е многу важно. Вие гледате, мислам дека се почесто на некои од средбите кои што ги има дали премиерот, дали некои од министрите, веќе се реализираат и нив ги обелоденуваат тие средби со некои наши луѓе, успешни луѓе од диаспората, и тоа за мене е огромна можност. Ако на другата страна нели ги имавме луѓето кои што и во уставот прифатија да биде избришана грижата на Македонија за нашинците од диаспората. Тоа е таа разлика, но велам, ова е само почеток, тоа ќе продолжи, ќе се вложува во овој тип на соработки, и зошто да не, бидејќи еден од поголемите или горливи проблеми за Македонија, како што слушате, е иселувањето, исто така демографијата. Ние се да направиме, ако имаме и добра економија, и одлично образование, и здравство, и безбедност, ништо тоа нема да ни вреди ако не успееме тука да ги задржиме луѓето, а зошто да не да успееме, тоа ќе би бил за мене дупли успех, ако успееме и некој од нашинците да го вратиме и да се живее во својата родна земја. Тоа секако, за да некој се врати, нормално треба минимум барем да му бидат приближни условите во Македонија, како во земјата, поради една од причините сигурно било за иселувањето и тоа што овде не можел да си го дозволи или не можел да го добие она што тој го замислувал, а го добил во земјата каде што се одлучил да живее. Така да треба да се работи на тоа, но тоа нели е стратешки, мора да бидеме организирани, мора да имаме некоја јасна цел и секако не е краткорочно тоа, но ако продолжиме со ова темпо, мислам дека и на ова поле ќе се покажеме добро. Господја Стојановска, разговорот сакаме да го продолжиме уште со неколку кратки прашања. На 29 септември официјално започнува кампањата за локалните избори, иако за политичките чинители таа практично одамна е започната. Според досегашните случувања, дали може да очекуваме фери и демократски избори? Па јас сум оптимиста, верувам, и ако нели се обидуваат да го заплашат народот, па ќе слушнете муабет и ова се подготвува, вамо ќе биде жестоко, онаму ќе биде жестоко. Сметам дека има некој повисок степен на зрелост и кај гласачите, но ете и кај учесниците во изборниот процес или политичките партии, така да сметам дека нема да дозволиме да се случат некои инциденти од минатите локални избори 21 тогаш нели мислам на иницијатива на ВМРО ДПМН за прв пат се воведе во изборниот процес да се применуваат оние апарати за отпечаток на прст, така да и во тој дел ете имаме некој напредок и не сметам, еве една порака од тука од вашата емисија до јавноста, до граѓаните, да не се заплашуваат. Правото на глас и на слободно гласање е уставно загарантирано право. Ако сме луѓе кои што си го почитуваме уставот, државата и сакаме, односно целиме да станеме членка на Европската унија, тогаш зошто да не веруваме дека овие избори би биле фер, демократски. ВМРО ДПМН како партија заедно со коалицијата најавивме дека ќе водиме позитивна кампања, немаме причина да плукаме кон никого, туку имаме луѓе кои што ќе настапат со програми, со визии, дел од нив се веќе потврдени, добар дел од кандидатите за градоначалници ни пленираат за втор мандат овој пат, така да немаме зошто да плукаме, туку имаме само да најавиме
уште поголем развој и поголеми проекти или подобри проекти за жителите буквално на сите општини, и на урбаните и на руралните. Верувам дека така би настапили и останатите, но еве народот е тој кој што ќе гледа и ќе суди, на крајот нели ќе го заокружи избраниот број на гласачкото ливче. На 19 октомври ќе се одржи првиот круг за локалните избори. Во последниве неколку недели, особено последната недела, имаше многу партиски препукувања поврзани со пожарите, загадениот воздух и обвинувањата за прислушкувањето. Колку и дали ваквите прекупувања можат да влијаат на крајниот резултат за локалните избори, односно на гласањето? Па и тоа може би смислени беа овие теми кои што буквално излегува во јавноста на час пред изборите, ако може да се каже, па гледате, сега се обидуваат, може би едната тема веќе ја превиделе или не им одговара текот на настаните како што се одвива, па се обидуваат да ја преклопат со пожарите или со некоја друга афера, не знам што се ќе им излезе на памет, но колку и да се трудат да го оцрнат ВМРО ДПМН, на крајот повторно ќе дојде вистината на виделина. Јас кажав, не ја сватија пораката од гласачите за време на парламентарните избори, ниту ДУИ, ниту СДСМ. Затоа што во изминатиот период после тој изборен пораз, тие не се обидоа да се поправат. Тие мислат дека ако плукаат, ако го критикуваат ВМРО ДПМН, ако предизвикуваат хаос на поединечни места, целно или не знам како, дека на тој начин ќе го ослабат ВМРО ДПМН. Напротив, тие не се обидоа внатрешно да се изменат, да се реструктурираат, да подготват некоја програма која што ќе понуди на вистина подобар живот за сите граѓани, обидувајќи се да му наштетат на ВМРО ДПМН, да го критикуваат. Тие како што гледате, само напротив, рейтингот на ВМРО ДПМН се зголемува, па ќе ги слушнам како сме ги излажале граѓаните за парламентарните избори, како сега повторно ќе ги лажеме, значи не сме ние СДСМ да ги лажеме еднаш, уште еднаш и уште еднаш. Тие без изборна победа, зборувам фер и демократски, не дошле на власт. Секогаш на власт дошле со изборна измама. И ете и таа шанса кога ја добиле, ништо не реализирале, освен лични богатења. Така да не може на овој рейтинг некој да ви каже дека анкетите се наместени, дека граѓаните се излажани. Зарем тие веруваат дека повеќе од половина милион граѓани на оваа држава некој може да ги изманипулира? Така да нека им е со среќа на сите кампањата, но не верувам дека ако не променат нешто, макар еве и може би имаат време до 29 септември, дека било што би успеале, туку напротив уште повеќе би го потврдиле она што им се случи во 2024 година, иако се разбира локалните и парламентарните избори има разлика, овдека веќе се зборува и за поединци, за личност, бидејќи се бираат локални лидери или водачи на градовите, така да тука повеќе се поистоветуваат, поблиски се до гласачите, но ете ние имаме избрано кандидати, ние веќе уште од крајот на мај, мислам, почнавме со соопштување на нашите кандидати, за разлика од некои кои што мислам дека во последните неколку денови пред законскиот рок за поднесување ги обзнанија, но ете ќе видиме кој колку тежи, кој колку вреди, која зборува вистината и дали рейтингот некој го вештачки го подигнува или е навистина тој што ќе се случи, бидејќи како велат еднаш од една искусна европска политичарка, слушнав, најдобрата анкета е онаа која што ќе се случи на денот на изборите. Какви се вашите очекувања? Кој е таргетот на ВМРО ДПМН во однос на освојување градоначалнички позиции и советнички места? Дали сметате дека тој таргет може да се оствари, особено ако се земе предвид постојаниот напад од опозицијските партии? Нас не плаши нападот од опозицијските партии, нас би не заплашил нападот од јавноста, од граѓаните. А ние сме постојано во контакт со нив, не само сега во предизбори или кога ќе започне официјално изборната кампања, туку сме постојано. И нашето креирањето на нашите програми беше со помош на граѓаните. Така да
единствено не плаши напад од граѓаните, а нападот од опозицијата која што буквално ја уништи оваа држава, која што изминативе година и пол не се реконструира, не се промени, не ја сврти матрицата, апсолутно не плаши, тоа ќе биде само уште еден доказ за нивната немоќ нешто конкретно да понудат, освен плукање по ВМРО ДПМН и по реално луѓето кои што навистина се познати по работа и посветеност за граѓаните, за разлика од нив кои што седеа по канцеларии, го изгубија контактот со реалноста и гледате каде заврши. Градоначалник на град Скопје е една од најклучните позиции за било која власт. Минатите избори не направивте добара проценка со Даниела Арсовска. Дали овој пат Орце ќе постане татко на градот? Па да, знаете кај нас како велат меѓународот кој го има Скопје, тој ја има и власта. Нели, Скопје е метропола, тука е центарот на институциите, на образованието, на бизнисот и така натаму. И да, споменав на почетокот на ова моје денешно гостување, самиот премиер призна дека Даниела беше наша грешка, што исто така ретко за еден политичар, бидејќи многу почесто имаме примери во македонската политика каде што се обидуваат да ги скријат, да ги камуфлираат грешките или да го заштитат оној кој што не стоел на кажаното, за разлика од Христијан Мицкоски кој што искрено призна за својата грешка и ете, исходот го гледаме, за жал трпеше и Скопје и буквално цела Македонија. Буквално Скопје личи на една најголемата депонија во Македонија, за жал. И не е само до хигиената, до многу организацијски превоз. Знаете што се случуваше изминативе уште малку полни 4 години, но таа грешка ете ја исправаме. Буквално кандидатот за градоначалник на Скопје веќе потврден како градоначалник на една скопска општина, тоа е кисела вода. Имам кажано за Орце, го познавам ете и лично како мој сопартиец, како млад човек, како човек кој што прошол низ сите партиски структури за разлика нели од Даниела, што во добар дел и е важно, бидејќи на тој начин знае да почитува да ги почитува сите скалила низ кои што поминал. И избран е секако и заради квалитетот, не само заради тоа што поминал ни сите партиски структури, посветен, млад човек, семен човек, секогаш достапен до граѓаните, неговите дела се видливи во кисела вода, а и поддршката е повеќе од јасна, има поддршка буквално од сите без разлика на ете ќе речам и национална припадност, човек кој што ако нешто ви каже, тоа е така, или ако нешто ви каже дека не може и тоа е така и треба да го прифатите, човек кој што почитува, човек кој што работи, човек кој што е достапен, транспарентен, мислам дека тоа е тоа што сега на пример ќе биде можеби една и огромна промена ако го споредиме со ова што досега го имаше Скопје, но треба да се потруди Орце без разлика што е многу посветен на работата, треба да се посвети уште повеќе, бидејќи на Скопје навистина му треба огромна, драстична и брза промена за да се видат некои резултати, затоа што е жалосно главен град на една држава да биде вака запуштен како што изминативе години и во времето на Шилегов и на Данела ни се случуваше за жал. Од позиција на власт, како ја оценувате моменталната клима за политички диалог во собранието? Дали опозицијата покажува волја за конструктивна соработка или пак политичките блокади ќе продолжат и понатаму? Не знаете како сега во ова собрание од почетокот на овој мандат во собрание нели работиме со нов изменет деловник и веќе нема можност за оние блокади, веќе се со рокови. Да, Филип Бастерингот кој што нели беше согласно деловникот, не беше нешто против законски што се правеше, но сега не само што нема можност за такви блокади, туку опозицијата нема ни луѓе. Прво не се присутни во собрание, уште помалку ангажирани или активни за да било што ги чуете и да бидат со спротивен став од нашиот, да ги чуете. Апсолутно се неприсутни, незаинтересирани, но тоа е таа постава, кажав јас тогаш на времето, тие гледаат да си ги вдомат бившите министри во собрание, а не им дадоа предност на некои нови луѓе или можеби на некои ги имаат во добар
добар дел некои поактивни пратеници, бидејќи знаете, нивната бројка е спадната на 18 заедно со коалицијата, но и тие 18 ги нема никаде, така што можност за блокади нема, можност за соработка, тие гледате, велат дека се конструктивна опозиција, но јас велам се апсолутно опозиција која што не ви дава фронт за да дебатирате, фронт за да направите преку дебата нешто да биде поуспешно, за да се договорите за некој заеднички амандман на некое законско решение и слично. Најавуваа многу нешта, ништо од тоа не се случи, така да со ова гарнитура на опозиција или на луѓе во опозицијата, мислам дека малку не може да стане збор ниту за блокада, ниту за нешто конкретно да се седне заеднички на маса. Ние секогаш кога имало некој закон, дали е системски, дали е некој кој што е од општи интерес, сме се обидувале да седнеме. Не можам да кажам дека првата помисла била блокада или спротивставување, но едноставно млака опозиција која што ниту е подготвена за блокади, а во однос на конструктивност гледате дека досега барем по однос на распределбата на мандати и на бројноста во собрание, кога некогаш и се забележала нивната конструктивност, бидејќи ја знаете констелацијата односно распределбата на бројот на пратеници, така да гласале тие за или не, некои закони проаѓаат, но секако добро е кога би се постигнал консензус или кога ќе се има заеднички интерес за поддршка на некој закон, например, кога се случи Кочани, сите гласавме за тие измени на законот, имало такви случаи и други, но ако се приближиме во ставовите, сметам дека тоа треба исклучиво да биде само од општ интерес на сите граѓани, а не заради некои политички калкулации и пресметки. Но ви кажам, во собрание прв лидерот е тој кој што најмногу отсуствува, а како пример кој што го следат и останатите, сликата е таа. Обвинителството поднесе обвинение против неколку лица поврзани со пожарите. Дали ова вие го гледате како сериозен чекор кон расчистување на проблемот или само символична акција? Не, јас сакам да верувам дека е сериозен чекор, да не биде символична акција, ама знаете кога обвинителството покренува обвинение, тоа е само почеток на нешто што треба да следува и што треба да има разрешница. Најбитното е да се има разрешница. Значи, процеси можат да започнат, но разрешницата каде име? Затоа зборувам и за Кочани. Тоа прво не е почнато, а откако ќе почне, каде ќе биде разрешницата? И сето тоа треба да се поставува прашање до обвинителството и до судовите, нели? Тоа е тоа што нас ни недостасува и затоа се уште процентот на доверба во овие институции кај граѓаните е навистина на ниско ниво, но тоа е факт, не може да креираме некоја друга слика кога гледате што се случува кога се покренуваат. Затоа велам, сакам да бидам оптимист, да верувам дека не е символика, туку е навистина и така и навистина се тие луѓе против кои што треба да се обвине. Ништо да не е наместено или договорено и така натаму, бидејќи, како што кажав, последиците од ваквите пожари или не знам какви други што се имаат на памет, и трпиме буквално сите. Тие не можат да определат кој дрво или која куќа се запали и кои луѓе од тој чат ќе вдишат, а кои не. Буквално се катастрофални последиците. Ако до тој степен се немочни и очајни да свесно предизвикуваат и вакви настани, тогаш се за секаква осуда, но најмногу народот очекува осуда од судови и обвинителни акти кон вистинските криминалци. Како ќе обезбеди власта ваквите проблеми да не се повторуваат во иднина? Па знаете како, прв чекор, јас мислам дека би било овие измени на законот кои што ние сме во преговори да ги направиме, бидејќи секако ќе има разлика ако вакво дело со закон му следува по подолга казна и нормално реакцијата на институциите. Значи, ако дозволите, ако не се расчисти случајот, ако се остави да се решава, секако дека ќе има некој следен. Ако би имало некој кој што има такви слични намери или замисли, кој ќе види како ќе заврши овој кој што пред него направил такво злодело, мислам дека ќе си стави прст на чело и ќе размисли дали тој треба тоа да го прави
без разлика дали се работи за платен некој кој што го прави тоа заради награда некоја парична или заради било што, која ќе види дека се има одговорност и дека таа одговорност се спроведува, односно институционално се казнува, тогаш мислам дека секако ќе има резултати и нема веќе да има такви луѓе кои што намерно предизвикуваат вакви нешта. Господја Стојановска, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Верувам го задржавме вниманието како и секогаш. Имајте си убав остаток од викендот, многу успех, среќа и мирни избори секако. Пријатно до слушање и скоро довидување на Македонски корени. Ви благодарам, јас секогаш ми е чест и задоволство да сум ваша гостинка, а особено како што велите затоа што сакаат гледачите да бидам ваша гостинка, бидејќи некогаш мене ми е непријатно или ви велам да не е премногу често моето гостување, но ако е така како што вие велите, тогаш и дупло ми е и задоволството и честа, навистина. Остануваме во контакт, се гледаме повторно, но не на оваква голема разлика. 6 месеци разлика. Ке скрати малку разликата. Поред, да сме здрави. Имајте си убав викенд и чувајте си во здравјето. Поздрав, успех на изборите. Ви благодарам.